По се изгледа, коронавирусот ќе ги победи изборите на 12 април. Индиректно барање за нивно одложување пристигна од Државната изборна комисија. Покрај големиот број граѓани кои ќе бидат директно вклучени на денот на изборите, председателот на ДИК Оливер Дерковски вели кај нив дневно влегуваат и излегуваат голем број лица, што сериозно го доведува во прашање здравјето на луѓето. Тој надополнува и дека собранието може повторно да ги свика пратениците и да ги одложи изборите. Секој ден имаме овде по 200-300 луѓе, што значи сериозно се доведува во опасност здравјето на луѓето. Ќе продолжиме се до нова одлука на надлежните институции. Мандатот им трае на пратениците до изборот на новите пратеници. Значи, ова е дел од вашиот одговор, а во Македонија веќе имаме пракса, така што и тоа е дел од вашиот одговор. На можна опасност од одржување на изборите во вакви услови предупреди членот на ДИК Јана Ќевитановски, кој каже и дека членовите на комисијата биле во контакт со лица од Дебар и Центар Жупа. Нека седнат и ќе разговара. Касно е како ние одиме. И уште една работа да ви спомнам. Овие луѓе кои што беа од Центар Жупа и од Дебар, општи избори комисија, тие беа овде. Овде имаше 100 луѓе. Ние работиме со нив. Што ако некој од нив имал бил заразен од тоа. Отидовме ние сите како државна изборна комисија. Откако очигледно се истрчаа на пресод, подоцна преку соопштение од ДИК се дообјаснуваа. Во врска со објавите и насловите на прилозите на некои од медиумите од денешната седница, Државната изборна комисија појаснува дека не одлучувала, не побарала и не препорачала одложување на изборите, ниту има право на тоа. Напротив, комисијата истакна дека работи според законот и роковникот и навремено ги превзема сите действија во насока на организација на изборите. Од опозицијската ВМРО ДПМН повторно повторија дека изборите во моментов не се прв приоритет на партијата. За нас изборите не се ни прв, ни втор, ни трет, ни четврти приоритет. За нас во моментов единствен приоритет е здравјето на граѓаните и второ надминување на потенцијалната голема економска криза која што иследи на Македонија како резултат на ова што се случува. Дека е отворена можноста за одложување на изборите, покажува и реториката на собранискиот спикер Талат Џафери во пресрет на утрешната седница на Советот за безбедност. Тој вели од правен аспект речиси е невозможно да се одложат изборите, имајќи ја предвид одлуката за распуштање на собранието, но сепак порачува дека треба да се разгледаат сите можности и да се види каков ќе биде трендот и како ќе се развива ситуацијата со коронавирусот. И од СДСМ претходно кажаа дека во моментов најважно е здравјето на граѓаните, а не изборите.